мало 200 денара не да се варе сладко гравче чудо. Грозје без семки, црно, еве ти бело, еве ти лубеница, еве ти малина, еве ти црна слива. Има канал од Тиквешко поле, од езерото канал има систем и се наведнува. Каналот не е реновиран и знају најжестината, која треба најмногу вода, он тог знае да се скине, па го прават по еден месец. А водата чиста е од езерото? Па од езерото и да валјда е чиста, кој бил да виде. Состојбата со Тиквешкото езеро во овој период е очајна. Сега требаше да биде Тиквешкото езеро на преливникот озгоре и да се прелива водата и практично да биде до тој степен полна. Бидејќи Тиквешкото езеро не се користи само за наводнување, тоа се користи и за производство на електрична енергија. Можеби вистинскиот термин ќе биде недомаќинско стопанисување со водата како природен ресурс. Тука има и едноставно судир на интереси кога водостопанството обезбедува вода за наводнување, а ХЕЦ Тиквеш го преработува водниот ресурс, па едноставно испуштајќи ја водата преминува во електрична енергија. Колку е нивото на водата во езерото помало, толку значи дека имаме и поголемо загадување. Бидејќи сепак тие концентрации, тие тешки метали кои се слеваат преку Црна река во езерото, ако езерото нас не е полно до максималната кота и сега на минималната кота, многу е поголема концентрацијата сега, неголи во периодот кога езерото ќе биде преполно. До вчера не постоеше ниту една прочитителна станица на сите оние инфлуенси кои што влегуваат во Црна река. Отскоро, за среќа, Прилепската станица, прочитителна станица е во функција, меѓутоа сите поголеми места, Битола, Кичево, Демирхисар и така натаму се уште своите комунални и индустријски води ги испуштаат директно во Црна река. Значи проблематично е кај река Драгор, наместо дека што се влива под село Добромир. Тука еколошкиот статус е лош. Тука водата е многу загадена, таа што се влива, бидејќи ги носи сите отпадни комунални индустријски води од цела Битола. Во 2022 година решивме да го исклучиме ова мерно место од испитувања, бидејќи во претходните две истражувања да се среќава видови кои што се карактеристични за екстремно загадени води. Таа Црна река влегува во Маријовскиот дел преку Скочевирска клисура, влегува со целиот тој притисок од тие комунални води, влегува во Тиквешко езеро. Прво има седиментација, значи тие оние суспендирани материи или потешки цестички, кога тогаш гравитацијски ќе се сталожат. Меѓутоа, овде може процесот на ресуспендирање. Значи, првата поголема вода од реката, првиот удар од реката, пак ќе ги дигне тие честички горе. Значи, реката е страшно нечиста, мириса на фекалии, камењата внатре, значи се што има во речното корито, отпадоци многу има. Значи се беше со скрами слузави бели прекриена. Еви две. Ова е црноперка, ова е беловица, другото. Што си јапиш така? Се ще сакам си запржам вечер. Една и науда. Чи уништат и земјоделците. Тоа е работа. Каналот уж не е покриен. Они мислат, че врнем, еве пролетот не знам. Што прави? Пролетните резултати за време на полнењето на Тиквешко езеро можеме да заклучиме дека состојбата со водата е добра. Есента некои параметри се променија. Прво и евидентно се зголемија фосфатите. Фосфорот веќе влезе во категорија 4, беше категорија 1. За разлика од состојбата пролет, колку буквално немавме никакви ни индиции за зголемени концентрации на тешки метали, во есен забележавме
надминување на првата категорија на кадмиум. Значи, во сите 5 проби, тоа се благо надминување, но влегува во трета, четврта категорија. Ако земиме во предвид дека имаме ние водотоци кои се од четврта категорија загаденост, таа вода практично не е за наводнување. Во таква ситуација плодовите се деформирани, плодовите и самото растение е подложено на повеќе болести и на штетници, со тоа што практично доведува до намалување на приносот, а во крајни случаи повисок степен на загаденост на водата може да дојде до сушење на самото растение и губење на целокупниот род. Тоа единствено може, например, да се направат ископи на бунари, па на некој начин да се изфилтрира водата од бунарите, па со таква вода да се наводнува. Во врска со тешките метали, значи тие како што се таложат во ткивата на растенијата и на живиот свет во водите, нели рибите, мекотели, членконоги, исто така кога се во зголемени количини, кога ги внесуваме ние преку храната, тие исто така може да се таложат, да се депонираат во ткивата на човечкиот организам. Не знаеме зошто, дали е тоа локална појава, поврзана со локална геологија, или станува некој антропогенно влијание, таму е викенд населба, таму е рибарско, не знам, пристаниште буквално, кај што ни беше поставен 100 чамци летно време има таму во околината на. Има, како што рековме, аквакултурни објекти, рибници и така натаму. Мораме, за да знаеме колку ни се загадени водите, мораме да направиме мониторинг. Се загадуваат подземните води со целата таа концентрација на тие отрови, на тие пестициди кои се употребуваат, дали се инсектициди или фунгициди, не се задржуваат само на растенијата. Поголемиот дел практично паѓа на почвата. Од почвата повторно оди во водата, од водата повторно истите растенија се наводнуваат и така циклусот во неповрат. Треба да го земеме примерот на тие земји кои што го решиле проблемот со своите површински води. Верувајте, сите имале проблем. Сите, без исклучок, сите имале проблем. Силната индустриализација сегде оставила трак. Меѓутоа, сега мораме да внимаваме, мораме да бидеме, еве кога сме веќе свесни дека се случува нешто, да покренеме процес кој што ќе биде максимално управуван, воден, контролиран од државата и од државните органи.